Чест и задоволство ми е што си имам гости во студиото во нашата утринска програма и тоа наши еминентни музичари, групата Љубојна. Што да кажам за групата Љубојна, најпопуларната, навистина направивте бум на македонската музичка сцена. Ке се подсетиме и на старите денови, убавите со концертите, но ке позборуваме и за она што што ни се случува на сите за пандемијата и како е музиката заедно со пандемијата, но ќе промовираме и нешто што е навистина ново од вас, што значи дека вие работите. Добре ни дојдовте пред се. Добро ве најдовме и добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Така, како сте? Добри сме. Така. Супер, да. Добри сме, расположени. Расположени. Тоа е многу важно, да сме расположени и сепак и да го чуваме оној позитивен дух кој го носиме во себе. Вера, за тебе знам дека е тоа така. На сцената секогаш ја пренесуваш твојата позитивна енергија. Не знам само јас, туку знаат сите, односно македонската публика и сите оние обожаватели на вашите песни, кои навистина ги има многу. Но зашто да не се навратиме малку и наназад? Колку години поминаа веќе од... Колку наназад? Ајде наназад малку да одиме. Љубојна веќе... 20 години. Колку? 20? Скоро? Да, од 2001. Скоро, да. Скоро 20 години. На македонската музичка сцена. За овие 20 години многу концерти, многу песни, многу убави спомени и се на едно место што се однесува токму за вашето музицирање и за сето она што сте го сториле за македонската музика. За среќа, за време на карантинскиот период имавме можност да прочепкаме низ материјалите кои што ги имаме. Едноставно натрупани некои понови да ги селектираме и свативме всушност колку многу километража има. Има многу сите тие постери, памфлети, брошури, фотографии. Затоа и се чува архивата и тоа се оние спомени кои јас тогаш сваќаш колку си поминал всушност. Така. Но добро, тоа како да беше вчера, затоа што има толку многу работи да се прават за музиката, посебно за нашата музика, за македонската музика. Така е. Така да тоа е некако и доволно време за да се направи, за да се изгради еден пат, за да се трасира еден пат, но е премалку време за да тоа изгледа која беше идејата на Љубојна, за да го почне да го кажува тоа навистина што сакаше да го направи пред 19 години, кога се собравме да правиме музика. И резултатот е оно што си го имаме сите низ овие години, така? Да, но резултатот е тој вејв кој што ние сите живееме, како што и всушност тече животот. Так. И резултатот е секој пат има. Знаете што би сакала да споменеме или пак еве да ви вратам спомени? Како да се навратиме, како што кажав, наназад во времето? Како се случи Љубојна? Тоа се случи, се видовме. Како што се случува нашата музика, најспонтано. Да, се видовме, се запознавме. Намерно, ненамерно. Тргнавме да правиме македонска музика со така, нели, со претходно анализирање каква била музиката кој што некогаш, но и плюс да додадеме нешто на тоа, така. Да, како била некогаш, каква е била во тој момент, кои бендови свиреле каква музика во тој момент. Така. Многу концерти, Вера, многу концерти за овие години, но еве, ја знам дека за музичарите тоа е многу тешко прашање затоа што сите концерти ви се при срце и ви будат преубави спомени. Меѓутоа, еве, кои ќе ги издвоиме за овие 20 години од многуте кои ги имавте? Кои ви будат најубави спомени? Па не можам да не се сетам над Брас Фантази, концертите во Универзалната сала, не можам да го испуштам концертот во Борис Трајковски, не можам да заборавам исто така мали концерти, еден од нив во Италија, зборувам акустични, кои што се одвивале во лето, летни фестивали. Концертите се средба со публика, концертите не се каде најдобро си се представил само, туку каде средбата била најполна, најексплозивна, најпозитивна или најемотивна и затоа сега не можам навистина, еве вака први што ми дојдоа, не можам да го заборавам песна за мојата песна 2010-та, мислам, да.
Така што тоа се само мал дел од спомените. Имаме навистина многу. Тоа кажува само колку работите така и колку сте посветени на музиката и во светот во кој што вие се наоѓате во оној музичкиот свет. Но кога веќе спомена еве и надвор од границите, како ја прифаќаат таму музиката на Љубојна? Па музиката на Љубојна ја прифаќаат со воодушевување. Секако со да не бидеме скромни. Не, секако со големо воодушевување и со љубопитност што тоа од каде доаѓа таа музика и на што лежи. Прашуваат ли? Па прашуваат, иако сега музиката многу е распространета, од Балканов е многу распространета и македонската музика е многу популарна и во светот, не само кај нашите луѓе кои што живеат по светот, не само македонците, но ние патувајќи по тие фестивали некако запознаваме луѓе кои што и ден денес ни се фанови, па кога ќе не знам, кога имавме концерт сега на лайв стрим, луѓе гледаја од различни од различни места на светот, на Европа да речеме. Па тоа е важното што ние афирмираме нашата убава македонска музика, а пред се нели вие како музичка група Љубојна. Па треба заедно сите многу да се грижиме за таа музика, не само за музиката која што Љубојна прави, за таа македонска музика, таа е широк поим, но заедно треба да некако да ја движиме таа музика и нормално со личен влог и со личен печат. Резултатот се знае кој е. Па резултатот е на долги стази, резултатот е секој пат успех и видлив, но е невозможно тоа да се прави. Некој пат има огромни кањони, големи реки кои што треба да се препливаат, па треба да излезе човек нели добар, одморен пак, иако тоа си нурнал длабоко и многу долго трае тоа нурнањето. Така да, окей, ние за време... Имаме ли, повели? Ние за времето во кое што сега оваа пандемија која што сите не држи дома, успеваме да си ги средиме нашите импресии, нашата администрација, пошто водејќи група што значи дека сепак можеме од нешто негативно да извлечеме позитивност. Имале време од вашата архива се да се извлечете и да се потсетите на време правевме музика, правевме музика за еден филм кој што е македонски долгометражен филм, детски филм. И ја работевме таа музика и ја спремаме баш така како што сакаме да изгледа. Кога треба тоа да го видат гледачите? Чекаме кината да ги пуштат, така кажува продуцентот Тоги Антов. Чекаме да се случи премиера за да може да излезе тој албум од саундтракот од овој филм. Така. Ги имаме оние стари македонски песни кои навистина некои се пронајдени, еве многу генерации што и не ги знаат, покрај вас успеавме и да ги слушнеме, да ги дознаеме. Многу генерации, да бидам искрена, скоро никој не ги знаеше тие песни и тоа мене ми е многу драго што тие песни работите ли се уште на тоа? Си го зема своето место во антологијата каде што. Во антологијата, но дали работиме и се уште имаме песни кои воопшто не знаеме дека постоеле? Да, има. Постојат ли се уште имате? Па има песни толку многу што така. Невозможно е човек сите да ги знае. Што јас на шала кажувам дека може да го нападнеме Пентагон со песни. Мислам, има толку многу песни што за еден живот на еден музичар или на еден бенд што невозможно се отсвират. Така. Нити пак да добијат таква голема популарност. Но ние се трудиме и нормално имаме музика и материјал да го нападнеме Пентагон. Убаво, зошто да не, па и така треба, затоа што вие сте афирматори на прекрасна наша убава македонска песна, не само тука кај нас, каде што и ние ги дознаваме песните кои никогаш досега не сме ги слушнале, но и надворот на нашите граници, како што и самиот нели кажа, навистина имате и фанови кои не зборуваме за македонската публика, зборуваме за европјани во светот и така натака. Во Јапонија. Во Јапонија исто, да, еден од најубавите ревјуа што јас сум ги читала беше точно на јапонски, сега скоро го читавме на еден од албумите кој што е најпродаван кај нив, тоа е Шербет Љубојна. Многу интересно, ние мислам тргнавме да го преведуваме некако. И повеќе и заради забава, пошто го видовме, што е ова на јапонски. Така, тие велат дека во земјата кај што има многу ридови, многу убави полиња, оттаму доаѓа музиката, која што е богата, земја богата со планини и која што е богата со зеленило, кој што е нели голем комплимент за нашата земја. Доаѓа музика која што е многу интересна и прави споредба со една тема на Битлси која што е исто така долга тема и кажува дека тој што пишува ревју дека не очекував, пошто се работи за албумот Шербет Љубојна и за песната Излегу да се рашетам и каже не очекував дека воопшто ќе сретнам уште една друга песна која што има 9 минути и која што ќе ми го отвори
Ќе ми го задржи вниманието и тоа ќе биде освен песната на Битлси, не се сеќам која беше сега, неважно. И и кажува како отвара песната, на кој јазик се пее, се пее на македонски јазик, кој што не е разбирлив, меѓутоа тие нешто таму разбираат. Но тие се воодушевени од музиката и од што го чувствуваат во неа, како ритам и како без разлика што и ние некогаш не разбираме никои текстови, меѓутоа музиката е она која прво допира до нас, а кога веќе го знаеме и текстот, тоа е уште подобро. Меѓутоа, добро, еве сега ја споменавме пандемијата. Што се случи, односно како вие ја доживеевте? Што се однесува на музичкиот ваш план. Меѓутоа, сепак вие најдовте време да си работите на нешто ново без разлика на тоа што на сите ни се случи, на што ни се случи. Меѓутоа, одиме напред, така ли? Добро, за време на пандемијата не значеше тоа отсуство во јавноста и во се концертите кои нели да речеме во салите и на местата кај што се концертира, не значеше дека музика нема. Така е. Музиката не сепак доаѓа од музичарите, доаѓа од луѓето, меѓутоа немаше можност да се пласира во тој момент на тој начин, освен преку медиумите, така што не престана да има музика за никој. Меѓутоа друг тек имаше, друг тек добија работите, а за музичарот некако најприроден текот е кога на концерт ја представува музиката, затоа што тоа е таа наша комуникација. Но да се надеваме на подобро утре и дека што поскоро сето ова да заврши, па да си имаме прекрасни концерти. Па има услови, да бидам искрена, и може на некаков начин. Дури според протоколите, се извинувам. Има услови да се прават концерти на отворено. Веќе доаѓаме до една друга точка. Има ли интерес и колку ја го прифаќаме фактот дека македонска музика навистина многу има и треба малку да се потрудиме и погрижиме да биде поприсутна на нашите концерти и да бидат поприсутни македонските артисти. И ова не е само од време на короната, ова воопшто треба да стане тенденција конечно во нашата земја, затоа што имам впечаток како медиумите повеќе да се насочуваат кон соседните земји, отколку кон музичките случувања во сопствената држава, а верувајте има многу интересни луѓе, има многу музика. Значи мислам дека тоа е едно вмрежување, еве, кој нас не недостасува на оние кои прават музика, публика која треба да ги чуе и некој да се погрижи публиката да ги чуе, значи поддршка од институции, поддршка воопшто од самите себе. Ова не се институции, не се некои измислени, така е. нели некои апстрактни тела. Институции сме сите ние кои треба да се погрижиме за повеќе да се почитуваме нашата македонска музика и да си го отвориме повеќе фајлот за наша музика, затоа што тоа не е само една нова информација кога ќе се појави нов спот, нова песна, кога ќе се појави нешто ново од музичкиот свет, туку тоа е навистина сосема една нова појава и треба да се гледа малку по-отворено. Тука морам да кажам потполно дека се согласувам со тебе со ова што го кажуваш пред се, затоа што и мојата порака до сите сакам нашата македонска музика и до промотерите кои треба ова да го работат и до моите колеги, се разбира. Или пак ќе дојдеме до она, ако не се почитуваме самите себе си, не можеме да очекуваме да не почитуваат и останатите. Тоа е тоа. Затоа треба секогаш да го почитуваме она што е наше. А вие сте наши и промотори, како што кажав, на нашата убава македонска музика и надвор од нашите граници. Драго ми е што сте дел од утринската програма. Впрочем, кога видовме дека навистина се случува нешто ново, веднаш изразивме желба да бидете дел од Добро утро секое утро. Од се срце ви благодариме. Секако, задоволство ни е и затоа сега кон крајот некаде ќе разговараме за она што се случува ново, но и што ќе се случува. Се случи љубов по татунче. За што се работи конкретно? Добро, тоа е песната, насловната песна во одјавната шпица од филмот Стела, кој што е на Стојан Вујшич, режисерот, и филмот е на Dream Factory, на продукцијата на Оги Антов. Така да, тоа што го работевме целиот овој период и го финиширавме за време на пандемија, некако си добива правец, насока и си добива ќе има повеќе видеоспотови од филмот, тоа е оригинална музика на Љубојна и пробуваме да направиме нешто многу интересно, нешто многу ново од тоа што Љубојна работи, да кажеме, кога и не е на концерти. Или поразлично, може би? Па
сето тоа е многу интересно, во овие 20 години има многу различни има, така е. вектори. Па добро, се договоривме дека љубовна е сепак идеја за музика и дека таа ќе се движи кога ние ќе Но можам да почувствуваме замислам дека музиката на Љубојна во филм како сето тоа биде убаво. Па многу Да. Тоа е оно што ние сакам да го гледавме. Да, тоа е оно што сакав и да го кажам. да, Дека така дури така можам да предпоставам. Да, така да темата е од јавната шпица и текстот ќе оставам Верче да си каже за текстот. Ајде, повели. И па добро, насловот си го кажува своето, тоа е Љубов по татунчо, тоа е татунчо е една поема која мене многу ме инспирираше. Поема која носи ми се чини целата љубов на овој свет. И некако ни се совпадна со атмосферата која баравме, химнична и убава, како рака за рака сите фатени во една трчаница весела, во едно големо оро или танци или како сакате наречете го, на некоја ливада. Еден убав свет кој си го така ја замислувам. доживувам, Всушност, тоа е текст кој што јас го напишав инспирирана по таа поема и која што заедно со музиката на Оли си доби еден таков тек кој што го посакувавме со тоа што овој нов звук на Љубојна и овој звук кој ние го дишаме овие денови, го живееме и го размислуваме и на кој, еве, Така. сакаме да се изразиме. Убаво, затоа и сме тука да го промовираме токму и ова видео издание за Љубов по татунчо. Кажа дека текстот е твој, но што правиме со текстови и понатака ќе пишуваме? Па јас напишав тексти на Севдоле. Така. Напишав тексти на Горки чувства, сладки немири, тоа се две теми кои од беа нашето последно CD кој што е со Македонска филхармонија, Така. кој што беше снимано во февруари претходната година. предходната. Затоа што излезе 2019, Да, токму неговата промоција беше со оној Љубојна Амплак концерт, Така. со која завршивме минатата И година. исто така прекрасниот концерт. Ви благодарам. Тука сме пред самиот крај. Уште само да прашаме после ова што е она што Љубојна го планира на музички план. Па сега ние имаме неколку настапи кои што ги креираме. Тие настапи се низ Македонија, до крајот на годината ќе има и некаде во Европа. Се спремаме за концертот кој што ќе биде на 24 јули во Битола, тоа е на Локум Фест, еден екзотичен убав фестивал. Мал по денови на изведување, тоа се 3 дена, но е голем по Значај. по своето значење, затоа што фестивалот мислам дека е повеќе од 10 години да не излезам, Си има можеби своја и традиција. 15 Си има и своја повеќе, да. традиција. Така да си има своја традиција, и тој концерт ќе биде ете така, едно наше излагање од пандемијата, па ќе видиме како ќе изгледа целото. Нека е за убаво. Нека е Така, зубаво. и нека има публика. Мора да, односно не смееме да забравиме дека радоста мора да го следи секој дневието на човекот, затоа што не сме ние бити ако можеме само со тешки информации да живееме, мора да се сетиме дека Мора да живееме и да се продолжиме. надвор е пролет, живи сме, што би рекол. Да, а сега и лето, Латвија и летните денови убаво да се опуштаме со музика и во утринските часови, низ утринската емисија и токму сега ќе биде време Да чуеме, така да го чуеме она за кое што што сме тука, да го меѓутоа, преточиме во со вас има музика. многу разговор за тема музика се подразбира, но можеме да разговараме некогаш и за некои други теми. Знам дека сте насекаде, меѓутоа здравје, нели како велат, па ќе се видиме ние повторно, затоа ќе оставиме за друг пат. Тука сме, како што кажавме, токму најмногу за ова, што е најново кај Љубојна, Љубов по татунчо. Многу ви благодарам што бевте дел од утринската програма и ви посакувам успешни концерти. Ви благодариме и вам, поздрав до сите гледачи и уживајте во Љубов по татунчо. татунчо. Да.